поточно од 1 до 7 август ќе се случува светската недела на доење и веќе неколку години наназад и нашата земја е приклучена кон одбележувањето со низа активности, со низа работилници, со едукација која што и тоа како има потребна, особено на оние мајки кои што нели за прв пат се соочуваат со процесот на доење. Денеска за оваа тема, за сето она што ќе се случува наредниот период во Скопје, зборуваме со Јасна Апостолски-Николов, инаку меѓународен консултант за доење, единствен во нашата земја со оваа титула, сертифициран едукатор за психофизичка подготовка на трудници. Јасна, добро утро. Добро ни дојде во утринската. Добро ве најдов. Благодарам за поканата. Многу работи ќе зборуваме денеска. Се надевам ќе успееме сето тоа да го склопиме во минутажата која што ни е предвидена. Започнува, односно светската недела стандардно од 1 до 7 август. Веќе колку години ми спомена и во нашата земја се одбележува? Веќе 4 години се одбележува и во нашата земја. Значи ова ќе биде четврта година. Годинава премостуваме разлики, поддршка, водењето за сите. Тоа е мотото или слоганот по кој што годинава ќе се одбележува. Да започнеме со ред. Каква е замислата, бидејќи мислам дека веќе се уште не е насекаде објавено нели детално програмата, но еве тука ексклузивно можеме да споделиме за оние кои што не гледаат каква е предвидена програмата, редоследот, што се настани ќе има и се разбира кој се ќе зборува во рамки на таа недела. Како што кажа Цеце, четврта година поред се обидуваме да дадеме некаков осврт на одбележување на светската недела на доење. Таа е во организација на Бебелогија школото за трудници и деца и доење со љубов. Наредната година ќе биде 5-та година јубилејна, се надеваме дека малце повеќе ќе организираме настани и ивенти, меѓутоа и вака 4 години поред се трудиме да делумно онлайн, делумно со физичко присуство успеваме да ја одбележиме светската недела на доење. Малте во корона започна? Да, во короната, баш во короната започна. Инаку одбележувањето на светската недела на доење е нешто кое што се одржува од 1992 година секаде во светот. ВАБА или Светската алијанса за која што превзема акција за поддршка на доењето, се ја организира во настани ивенти, има во преку 170-180 земји. За секоја една активност која што ја имаме во текот на неделата на доење, ние испраќаме до ВАБА кои се активностите и они не мрежуваат во мапата. Слоганот го дава секоја година ВАБА на почетокот на годината, за да можеме и ние да се прилагодиме и да ги прилагодиме сите тие активности што ќе ги имаме. Да, и тој тулкит што е со преводи, да може да бидат достапни на сите јазици, односно на јазиците на оние земји кои што учествуваат во одбележување на светската недела на доење. Кај нас еве последниве 4 години се благодарение на нашата заложба, значи логото и постерот се е преведени на македонски јазик и стои на нивната официјална страна. На што сме посебно горди. Што вас потикна, Јасна, да станете дел нели од сето тоа и да почне вакво одбележување, бидејќи вие сте се согодени во оваа проблематика и нели се залагате за тоа да може секоја мајка да дои. Меѓутоа последниве години, последниве 4 години, и тоа е некако на едно повисоко ниво, што е одлично. Јас, работејќи како медицинска сестра, долги години, 21 година имам стаж, се трудев нели да колку што можам да дадам поддршка на доењето, бидејќи тоа е еден дел од она што сме го изучувале. Меѓутоа, последните 4 години се одбележува бидејќи го добив сертификатот за меѓународен сертифициран консултант за доење. И кога веќе влегуваш во тие води, мораш да се водиш и со нивните активности, бидејќи како сертифициран консултант треба да си вклучен во тие активности, кои што ти се бодуваат, кои што се следат, треба се да прикажуваш и да приложуваш. Значи, оваа професија или овој сертификат не е само нешто кое што го имаме како признание за она што сме го изучиле. Сето тоа бара активности во континуитет, меѓу кои што се сите овие активности кои што ги организираат организациите кои го поддржуваат доењето секаде во светот. Ако сум јас овде една, меѓутоа благодарение на Наташа доење со љубов, која што е исто така една од мајките која што имаше предизвици со доење и многуте мајки успеваме да бидеме вклучени во сите тие активности, бидејќи мајките се оние кои што секогаш најмногу не поддржуваат. Јасна, имаше ти успешна приказна за доење? Не. На почетокот? Не. Дали можеби тоа е еден тригер заради кој што дополнително се залагаш, затоа што можеби тогаш ти си ја немала поддршката која што им е потребна на сите? Првично тоа беше едното нешто кое што цело време
ми ги поставуваш оние прашања зошто, каде сгрешив, што се случуваше. Ова е Тоа нешто веројатно кое иначе што се прашуваат многу од мајките. Да, ова е нешто кое што многу малце го знаат. Иако работам како консултант за доење, дека јас имав неуспешна доенечка приказна, токму поради тоа што иако сум медицинско лице, не бев информирана што се случува во целиот тој процес на развој на лактација и што треба јас да правам за да дојдам до комплетен развој на лактацијата и да постигнам ексклузивно доење. Што значи ексклузивно да им потенцираме до 6 месеци? Ексклузивно значи исхрана на мајчино млеко до 6-тиот месец. Така. Дали секој може да дои? Секој што ќе роди, нели? Јас во искуство во овие 4,5 години како консултант за доење имам па скоро 95% успешни доенечки приказни. Голема благодарност до сите мајки кои што ми го кажаа довербата. Меѓутоа пресудна е нивната улога, нивната заложба да можат да го истераат цел тој пат, бидејќи кај некој е лесно, меѓутоа кај некој е навистина тешко. Има протоколи кои што можат да стимулираат развој на лактација кај мајки кои што посвојуваат деца. И јас секогаш што им го кажувам како мотив. Ако може една мајка која што посвојува бебе да развие лактација и дојдеме до исхрана со мајчино млеко и успешно доење, зошто не би можела некоја мајка која што 9 месеци си го носи во утробата. Затоа и секогаш настојуваме во сите активности да го потенцираме она што е важно, информираноста и едукацијата. Јас не бев едуцирана, јас немав успешна доенечка приказна, откако сето она го изучив и откако барем дел од праксата поминав, веќе си ја воочив грешката и се трудам колку што можам повеќе да ги мотивирам мајкиве да успеат. Поддршката е неопходна во тие моменти и кога јас тоа го велам ролер костер од емоции се случува и буквално ви треба некој кој што ќе ве насочи, ќе ве удри по рамо и ќе ви каже дека се е во ред и дека сте на добар пат. Зошто најчесто жените во нашата земја се откажуваат од доење? Вие велите имате 95% успешни доенечки приказни, меѓутоа факт е дека постојат и жени кои што се откажуваат од борбата, тешко им е или пак едноставно не се воспоставува таа лактација. Сега кои се најчистите причини? Дали и стресот е можеби пресуден или има други фактори? Тука има многу фактори, затоа и она што е дел од постарот на Светската алијанса за поддршка на доењето, има 4 дела. Значи, гледачите може да го видат, мислам дека веќе го споделија, дека имаме информираност, поврзаност, премостување разлики. Тоа значи дека јас можам да ги поддржувам во целиот тој процес, меѓутоа многу често се случува да немаме поддршка од другите фактори. Да речеме, мал е прирастот на детето, треба малку повеќе да имаме прираст во тежина, да има притисок од фамилијата дека бебето е гладно. Она што јас секогаш се смеам со мајките, викам како нашите мајки и баби доеле, бидејќи сме немале ние волку избор на адаптирани млека, волку избор на шишиња, немале ништо. Единствено нешто кое што било решение кога бебето плачало, било стави го мајка на града и ќе го донесат на мајката, ќе го донесат и тоа е всушност оној клучен дел развој на лактација. Почесто празнење на градата, почеста стимулација на градата. Бидејќи знаеме дека градата работи на принцип побарувачка понуда. Колку ќе побараме, толку ќе ни направи. Да, не знаат сите, затоа викаме ние. Едукацијата во бременоста и информираноста е она кое што секогаш ќе ги носи еден чекор понапред. Зошто информираност? Затоа што многу пак и не знаат дека постои консултант за доење, сертифициран специјалист за доење, поддржувач за доење, едукатор за доење, Ла Лига Лече, ментор. Значи има многу гранки кои што учествуваат во целокупната поддршка на доење. Консултантите за доење се највисокото ниво на едукација, меѓутоа и сите подоле имаат удел во тоа. Доволно е само да имаме едукација за доење. Значи тоа може едукатор за доење да го направи, меѓутоа мораме да се водиме по оние протоколи кои што секогаш даваат успешни резултати. Еден од 10 чекори за успешно доење, ние сите здравствени работници во една здравствена установа да работат по унифицирани протоколи. Значи треба да тргнеме многу подалеку за да ги премостиме сите разлики и фактори кои што можеби делуваат да мајките имаат неуспешни доенечки приказни. Кога е вистинско време да почнат трудниците да се интересираат за доењето? Додека се во таа фаза, додека се бремени или кога ќе настапи породувањето?
Јас бидејќи веќе 9 години поред одржувам часови за психофизичка подготовка на трудници, 2 часа се застапени за доење. И малку ни се тие 2 часа, бидејќи јас успевам да им го објаснам само на основното, почетокот во родилиште додека се, што да внимаваат, што да прават и како да барем од таму да имаме некој успешен почеток. Така што после 26-та, 28-та недела е период кога можат да започнат часовите за психофизичка подготовка на трудници. И тоа е сосема доволно за да можат да се едуцираат до крајот на бременост. Моја топла препорака е до сите трудници да на било каков начин посетат било каква едукација за доењето, за да барем имаме некаква представа што се случува во тие први денови, бидејќи кај нас очекувањата на новите доилки мајки се малку поинаку замислени од она што нели реалноста е во секојдневието. Јас секогаш им кажувам на часовиве, првите денови е хаос. Не сакам да ви кажам дека е бајка, и не сакам да ви кажам дека ќе биде преубаво, да, најубавиот период во животот можеби, меѓутоа ќе биде тотален хаос, безредие. Чести подои, непроспиени ноќи, дилеми дали доволно се храни, што треба да следат за да бидат барем мирни дека доволно се храни. Ако тие неколку основни работи ги знаат и ако секоја една нова мајка знае дека така треба да биде секојдневието на една мајка доилка, тогаш нема да имаме проблем за да го избуткаме цел тој тежок период, односно првите 6 недели додека трае развој на лактација или кога првите 40 дена. Кога се воспоставува лактацијата? Така, месец до 2? Физиолошки развојот е до 6-та недела. Меѓутоа, кај некои мајки и до 8-та недела. Значи да не ги фаќа паника? Да не ги фаќа паника, да мене секогаш ми викаат кога ти е крајниот рок, до кога ти е крајниот рок. Има одредени фактори кои што можат да влијаат на подоцнежен развој на лактација, меѓутоа ако работиме и стимулираме, имаме резултат. Дури во мал процент од мајкиве со кои што сум работела и после 8-та недела сме го постигнале ефектот, само да не се откажуваат и да знаат дека во одредени ситуации доењето бара упорност и трпение. Да. Зошто не треба да се откажуваат? Зошто доењето е многу повеќе од храна, јасно. Сега имам уште неколку прашања, се бркам со времево, ама сакам се да опфатиме. Зошто не треба да се откажуваат? Секогаш тој дел малце по последно време и јас малце повеќе обрнувам внимание да градата да не ја гледаат само како место каде што го хранат своето бебе. Бидејќи за бебето градата значи многу повеќе. Значи место каде што се смирува, една комфорт зона, нешто кое што во секој момент што и да му се случува, колку и да нешто го боли, колку и да се наоѓа во некој скок во развој, па и кога никнуваат првите запчиња, значи градата е место каде што детето се смирува, лекот, да. И да не зборуваме за здравствените придобивки од доењето по нели здравјето на бебето и по здравјето на мајката доилка, колку сето тоа допринесува. Меѓутоа, оној другиот дел, таа емотивна конекција, емотивна поврзаност е многу по исто така е доминантна колку што е важна исхраната со мајчиното млеко. Поддршката за доење во родилиштата кај нас, за жал, ја немаме баш. Може би последниве години нешто малку од малку е размрдано на тоа поле, меѓутоа каде го гледаме проблемот тука? Ке ни се налута тоа што спориме. Меѓутоа, јас не ги обвинувам моите колешки кои што работат во родилиштата. Ама тоа е реалната слика и мора да сме свесни. Точно, тоа е реалната слика, меѓутоа и кај нив исто така треба да постои оваа специфична едукација. Веројатно сите нови мајки очекуваат дека кога ќе се породат, така, дека барем нешто ќе ета така, очекуваат во родилиштата дека ќе добијат насоки како да го местат бебето, што треба да прават, што се случува, дали е правилно поставено бебето, дали добро ја празни градата, дали е плиток фатот или е длабок фатот. Значи има многу ситни работи кои што се клучни за успешен старт на доењето. Моето мислење е дека сите здравствени работници треба да поминат, особено некои што работат во родилиштата, треба да поминат оној основен дел. Не мора да бидеме сите консултанти за доење. Може би нашето општество не може да одвои толку финансиски средства, меѓутоа може да се помине оној основен и базичен дел за да можат барем малку да им помогнат во родилиштата. И сега тоа се све, да речеме, државни институции, имаме и приватни родилишта, меѓутоа клучно е да се вратиме назад во корените, значи тоа целиот здравствен систем треба да превземе нешто за да се опфатат сите родилишта, не може да се опфаќаат само родилиштата во Скопје. Јас се трудам колку што можам повеќе. Сега имаме соработка со една фармацевтска компанија, обуки на патронажни сестри по иницијатива и барање на патронажните сестри. Значи,
колешките мои сакаат, меѓутоа треба некој нешто да организира за да им возможи такво нешто. Да поддршката и за нив. Така, за да имаат и они таа поддршка и за да научат нешто повеќе. Да, доењето е еден физиолошки процес, меѓутоа целата таа едукација е многу подлабока и е навистина една наука и јас не очекував дека е толку обемно, меѓутоа вака сега кога се соочувам со наука, да. Кога почнав и јас да го учам, мислев дека е некоја обична едукација, некој курс, меѓутоа одзема многу време, бара многу труд, се навлегува во корените, што всушност и така треба, за да можеш ти да... Нормално, за да мајките доилки знаат како да се однесуваат, треба да знаат што им се случува со нивното тело. Ама ние како консултанти за доење, за да знаеме да го детектираме проблемот, треба да имаме малку подлабока едукација. Еве јас, ако сум медицинско лице, сепак за мене ова беше нешто ново. Да. Уште многу малку минути, меѓутоа уште две прашања сакам да поставам. До кога е оптимално да се дои? Кој е твојот совет? И што или како да реагираат мајките кога педиатрите ќе им кажат воведете адаптирано млеко? Затоа што тоа многу често е можеби првиот чекор во таа борба нели на почетокот кога треба да се воспостави лактацијата, што нели кога особено сте родител за прв пат и не знаете кој се да слушате и кога нели ќе ви кажат детето не ви е доволно напреднато, воведете си адаптирано млеко и тука настанува хаос, па и тоа претпоставам може дополнително понатака да влие за да не се воспостави лактацијата онака како што треба. Најпрво ти одговорам на првото прашање. До кога да се дои? Според насоките на Светската здравствена организација до 2 години па и повеќе. Ексклузивно доење до 6 месеци и воведување на немлечна исхрана после 6-тиот месец. На второто прашање одговорот е малку пообемен. Јас се соочувам малце со некоја борба со, да речеме, педиатрите, меѓутоа стално викаат вие консултантите за доење не давате адаптирано млеко. Не е дека не даваме адаптирано млеко. И не по цена да успееме во доењето за да го прегладнеме детето. Да. Јас секогаш и на моите едукации им викам, ако на вистина ни оди поспоро и на вистина немаме мајчино млеко, има екстремни ситуации кај што на вистина треба да се подолго време да се потрудиме и ни фалат некои 5 мл, 10 мл, 20 мл, во вкупниот волумен ни фалат некои 100 мл во денот, додадете ама малку, неколку што пишува на кутиите за адаптирано млеко. Сега, ние за тоа треба да ги едуцираме родителите, дека мерките кои што се напишани на кутиите за адаптирано млеко се мерки за бебе кои што ќе биде исклучиво на адаптирано млеко. Тоа би значило дека тоа бебе би се хранело на 3 до 3,5 часа. Доенче, кое што дои, цица многу често во првите денови. Значи, ако треба да имаме во просек некои 8 до 12 подои, во првите 3 до 4 недели имаат и до 18 подои, бидејќи цицаат често и кратко. И тука јас ги советувам, немојте одма да додавате дохрана, да избрзувате, дајте почекајте да видиме што се случува, како цица, колку цица бебето, следиме други параметри, нели, колку имаме мокри пелени, колку имаме пелени со измет, па да пресудиме дали треба да дадеме и колку треба да дадеме адаптирано млеко. Зошто велиме дека ќе ни го застане целиот тој процес? Затоа што ако ние дадеме адаптирано млеко во доза која што е пишува на кутијата, тоа бебенце ќе ни биде мирно 3,5 часа. Во тие 3,5 часа треба минимум еднаш до 2 пати да се испразни градата која што е во развојна лактација. И наместо да ја стимулираме и да ја даваме сигнал дека треба да прави млеко, ние тука ја застануваме. Затоа, ако на вистина треба да се даде во минимална количина, но и не треба да се брза. Сите ние знаеме дека во првите 2 недели, особено во првите неколку дена, е нормален 10% пат од физиолошката, од родилната тежина. Што е физиолошки пат? И тоа треба да им го кажат. И тоа треба да им го кажеме, да. И дека во првите 2 недели очекуваме бебето да ја достигне родилната тежина. Ако е на ексклузивно доење и ако сите други витални параметри, општата здравствена состојба на бебето, ние во ред. Значи, не ние да се трудиме да доиме, да имаме бебе кој што плаче, не знаат како да го смират, е гладно и така натаму. Ако ова го знаат родителите, тогаш и на сите тие први прегледи и мерења и да има минимален прираст, не им доаѓа толку многу тешко и не ги погодува толку многу дека нема да успеат во доењето. Кога веќе го знаат тоа, значи они викаат добро, во ред, значи ќе почекаме уште малку, добро ќе додадеме, ама нема да додадеме толку многу.
секогаш се случува пресвртот во вторите 2 недели од првиот месец, кога они повеќе качуваат во тежина. Зошто? Затоа што расте желудничето. Природно градата ја зголемува продукцијата на млеко, бидејќи знаеме дека прво имаме колострум во првите 48 часа, после 7 до 9 ден имаме нов бран на зрело млеко, после 21 ден имаме нов бран на зрело млеко, значи расте желудничето, се зголемува волуменот, веќе бебето не станува што викам јас поискусно малку и поснажно во доењето, се зголемува количината на млекце кое што ја внесува и нормално веќе имаме и поголем прираст. Така што вторите 2 недели од првиот месец го компензираат прирастот за првиот месец и затоа не треба да се избрзува. Ова се одлични совети. Јас се надевам дека оние кои што особено или се во овој момент во таа борба ќе им бидат и повеќе одобредојдени. На многу прашања остана и неодговорени, меѓутоа минутажата за жал не е толку. Ќе ги поканиме да дојдат на сите оние настани и работилници кои што вие ќе ги понудите во рамки на таа светска недела и одбележувањето впрочем на светската недела од 1 до 7 август. Секако многу повеќе детали на бебелогија и на бебелогија и на доење со љубов ќе бидат споделувани сите активности ден за ден, за да можат сите да се испланираат и да си ги се вклучат или да следат или да дојдат со физичко присуство. Ги поканувам сите мајки и трудници, тазе доилки, мајки кои што сакаат да дојдат да учествуваат во настаните. Ки има, претпоставувам, и споделени дојнечки приказни успешни, така што тоа ќе биде мотивација плюс.